Така е, Кристина, добро утро. Повторно се наоѓаме во една од едрилиците на градското пристаниште и зборуваме за едрењето како екоспорт и за едрилиците кои што се бели украси на Охридското езеро. Овде со нас е Будимир Соколовик, се извинувам, сертифициран инструктор по едрење и едриличар. Будимир, денови ве заврши успешно уште една едриличарска регата. Да. Во организација на јахтинг клуб ОЛС од Охрид, викендот се одржа јахтинг регата во склоп на купот за едрење на Едриличарска федерација, поддржан секако од општина Охрид. На регатата учествува 15 на едрилици од 5 клуба од Охрид и од Скопје. Се одржа во 3 категории, до 23 фита должина, над 23 фита и One Design. Посебно сум среќен што во One Design и како генерален победник беше една екипа составена од 4 млади девојки кои се еднината на едрењето. Одлично. Соколовик, честопати сме прашували и честопати ги повторувам истите работи, но верувам работите се останати такви какви што ги кажуваме години наназад. Недостига наутичка инфраструктура на Охридското езеро за развој на овој спорт. Најголем проблем за развој на едрењето како спорт, како категорија за рекреација и исто така како еден правец за развој на наутички туризам е недостатокот на инфраструктура. Ево, на ова пристаниште каде што сме врзани, тоа е старо уште едно 10 години, ќе се слави 100 години од изградбата на пристаништето и уште пристаништето кое е многу мало и соодветно во Свети Наум и толку е. Значи немаме апсолутно никаква инфраструктура која е неопходно потребна за развој на едрењето, за зголемување на бројот на едрилици наспроти бројот на моторните пловни објекти. Јас само како не треба да одим да измислуваме нешто посебно или не знам што. Прво сакам да кажам дека ова богатство, ова езеро што го имаме, значи тоа со пари не може да се... Не постоje пари на светот што може да го купат. А другото е само желба, работа и многу малку пари да се направи инфраструктурата. Како пример, може да е Балатон езерото во Унгарија, каде што имаме неколку илјади регистрирани везови за едрилици, значи тоа е огромен број на едрилици, огромен број на манифестации. Например, ова нашево езеро, кога би имало соодветна инфраструктура, годишниот приход од наутички туризам ќе е многу повеќе од 100 милиони евра годишно. Каков е интересот, би сакала да ја прашам, кај младите и кај туристите за едрење? Еве во лето доаѓаат сигурно странци кои што сакаат да почувствуваат едрење на поводите на Охридското езеро. Да. Има интерес. Нашиот јахтинг клуб ОЛС веќе втора година држиме часови за обука за едрење за возрастни, значи од 16 години, од 17 до 77 е нашето мото. Има голем интерес и млади и возрастни, исто така има и голем интерес помеѓу странците, да речам се организираат и тури по 2 сати, 4 сати тура на езерото за странци и тие се воодушевени од атмосферата, од ова што ќе го доживее. Одлично, ви благодарам многу, Соколовик, што бевте дел од утинската програма на македонската телевизија. Се надевам во некое наше следно јавување нема да зборуваме за проблеми, ќе зборуваме само за успеси и унапредување на едрењето. Кристина,